Така се релаксиравме со навистина прекрасна музичка номера и тука веќе некаде го започнуваме нашиот денешен прв разговор во рамките на Македонија денес. Како што спомене Јана на самиот почеток, темата ќе биде навистина интересна, особено за родителите и за оние кои што имаат мали дечиња, затоа што се работи токму за решавање на стоматолошките проблеми кај дечињата, но денеска ќе ставиме посебен акцент кај дечињата со посебни потреби. Да, и тогаш кога и оваа категорија на дечиња има проблем, во секој случај дека истиот е неопходно да биде решен, а добро е тогаш кога имаме и лица подготвени да излезат во пресред, барем тогаш кога нели тоа е во нивна моќ. Ќе ни биде задоволство да ја отвориме оваа тема со нашиот денешен прв соговорник и тука му посакуваме добри дојде на доктор Коле Мицевски, стоматолог. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата и за можеби навистина убавата тема за денес. Значајна тема. И драго ни е навистина и на нам што ќе отвориме истата и верувам дека добар дел од оние на кои што им е важна ќе може да ги слушнат вашите препораки, вашите совети, вашето искуство. Па така некако би го почнала разговорот. Во секој случај дека искуство со деца имате, пред се заради вашата родителска улога, меѓутоа и заради тоа што тие се вашите најбројни пациенти. Да бидам искрен, чувството на родител верувам дека на повеќето им е познато и навистина и голема одговорност. Во исто време, мене како професионалец во работата ми олеснува, бидејќи сите тие емоции, чувства што ги доживувате со своите деца, бидејќи моите дечиња се негде во возраст каде што се предучилишна возраст, веќе и училишна, и дечиња кои што како пациенти се најчесто прв пат или веќе со реални проблеми во нашата ординација, па самата комуникација, самиот начин и нивниот интерес до никаде ми е близок, повторувам, поради моето секојдневие со моите деца. Работата со деца може да биде навистина интересна, меѓутоа е многу мачна. И навидом сите можеби мислиме дека знаеме се, ама секој споделување на информација или совет е добре дојдено, така да денес навистина би кажал дека можеби ќе биде добра можност за споделување на информации, можеби поспецифични, за категорија и група на деца кои што апсолутно, како и се друго, се справуваат со проблемите во секојдневието. Така да. Тука ние ќе ги отвориме секако и телефонските линии за сите оние кои што сакаат да постават прашање кое што е поврзана со денешната тема. Докторе, кажете ми, затоа што рековте дека навистина знаат овие стоматолошки, решавање на стоматолошките проблеми кај дечињата да бидат и тешки во некои ситуации, па како успевате да се справите со нив, затоа што ете доаѓаат дечињата, се плашат од болка, се плашат од она што ќе им се случува, затоа што ете не секој дете има представа всушност како е да се третира еден болен зап? Вие несвесно формулиравте многу добро прашање. Значи, децата не се свесни за интервенцијата и за состојбата што треба да ја имаат кога ќе појдат на стоматолог. Тука е главниот проблем, односно почеток на некоја патека која што може да биде проблем или можеби забава. Доколку имаме навика да ние нашите дечиња пред било каков проблем да ги однесеме, чисто да се запознаат, како што во градинките нели идат и се запознаваат со одредени дејности, што апсолутно мислам дека е многу добра метода и ја поддржувам и апсолутно ја поздравувам. Значи, тие веќе треба да имаат контакт со повеќе професии, за жал и професии кои што во текот на животот и нема да им бидат така пријатни кои ќе ги доживуваат како клиенти или во нашиот случај пациенти. Така да доколку тие дечиња првично ја посетат ординацијата, чисто од љубопитност, чисто кога ќе биде само еден преглед и можеби премачкување на забите, они ќе сватат дека стоматологијата и стоматолошката интервенција не е толку страшна. За жал, кога ќе се доведе во таа фаза, веќе директно ја префрлам вината на родителите. Сега, дечињата генерално се раководат, тоа често го потенцирам, не по тоа што вие ќе го кажете како родител или како стоматолог, секогаш ќе се врзувам нели за мојата професија, туку се на некој начин копир машини, односно го копираат однесувањето и искуствата од тоа што го гледаат. Така да доколку тие дечиња слушаат постојано своите родители колку е страшно некоја интервенција, колку е болно забот да се прави, значи во нивните главчиња таа визија веќе значи дека стоматолог лошо. Точка. Сега, во меѓувреме, поминуваат години. Во смисла на денешниот момент каде што се е достапно,
брз начин на живот, апсолутно достапно сите можни шеќери, благи и сладки кои што директно ги врзуваме со кариесот во детската возраст. Така да кога ќе настанат проблемите, тие се уште не знаат за стоматолог и доаѓаат во ситуација исплашени веќе од дома од тоа што го слушале од своите родители. И нашата машина која ќе почне да зуи веќе е само потврда на сето. Тука веќе немате успех или успехот е многу мал. За разлика од дечиња каде што сме почнале можеби од помала возраст, каде што буквално доаѓале налик ја доживуваат ординацијата налик на игротека, каде што ќе се прошетаат со нивните родители дојдени случајно или со нивните постари брачиња и сестрички, ќе се напијат сокче, ќе поиграат, ќе се пушти еден цртан или слично, ќе се подари символично во смисол на еден балон од ракавица, на некој дел од материјалите кои што за нив е непозната. Значи во нашето секојдневие сиселки ракавици е нешто што е потрошен материјал, меѓутоа за нив е нешто што не може да го најдат на рафт во било која продавница. Така да тие мали гестови на, не би го рекол подкупување, него на ситни мали награди може да ја смени перцепцијата на тоа детенце кога ќе дојде ред да седне на стол. Сосема да го промени неговото чувство тогаш кога доаѓа и на стоматолог. Да, во интерес на времето, јас би преминала во овој момент на одно што, како што кажа Мартина, денеска ќе ставиме акцент. Ваши пациенти се и дечиња кои што имаат посебни потреби, една посебна група на дечиња и затоа, еве, поради вашето искуство, би сакала најнапред да ве прашам колку тие како пациенти се разликуваат од останатите дечиња кои што можеби не се наоѓаат во една таква ситуација, меѓутоа знаеме дека секој дете е посебно, секој дете има различен темперамент, секој дете различно се однесува. Дали ете можеме генерално да кажеме кои се основните разлики кога ваш пациент е едно вакво детенце кој што има и посебни потреби? Апсолутно. Значи, јас првен ќе кажам дека сета таа ситуација ја перцепирам и ја доживувам и на уште еден личен начин. Така да тие дечиња всушност како фамилија се јунаци и борци и веќе во поголема мера го имаат доживеано животот посурово многу порано. Значи, тоа се дечиња кои што навистина се успешни во многу полиња доколку им се овозможи. Ама за жал ги проследуваат истите проблеми кај сите други, меѓутоа решавањето на истите е малку потешко. Односно, потребно е многу повеќе труд, многу повеќе трпение и многу повеќе време. Меѓутоа, колку и да вие се трудите, колку да имате време и трпение, за жал, повторам, во одредени ситуации тоа не може да се надмине. Затоа ја поздравив првично емисијата, сметам дека споделувањето на информации и совети, посебно за оваа категорија на луѓе, пред се родители, е многу битно затоа што развојот на забите, воедно и нивниот проблем и аномалии и патологија следи од најрана возраст. За жал, кога одредени проблеми, знаете, во оваа категорија на луѓе, односно пациенти, во оваа фаза дечиња, спаѓаат повеќе, значи поширок спектар на состојби, не би рекол болест, кои што фаќаат ситуации кои што додека да вие на некој начин првично да ја сватите ситуацијата, веќе се можеби поминати 3-4 години. Во првите фази се негодува дека самото дете е само хиперактивно и темпераментно и сите тие работи се пикаат под тепих. Првично во кругот на фамилијата треба тоа однапред да се прифати и да се вложат сите напори и сили за решавање теком на сите проблеми. Меѓутоа, фокусирајќи се на првиот и основниот проблем што они го доживуваат како проблем, се занемаруваат споредните ситуации во смисла на тоа што треба да следи правилен и добар развој на устната празнина, вклучувајќи ги забите. Не така ретко кај овие дечиња има и веќе отстапување и одредени аномалии ортодонски, на кои што исто така со време треба да се влие, бидејќи тие ортодонски аномалии во смисла на лоша поставеност на заби, најчесто врзана со микродонција на долната вилица, во старт отстапува нормалниот фециес или она што ние нормално го имаме навикнато да го доживуваме, а често знам да кажам, живееме во сурово време каде што немате втора шанса за прв печаток. Така да несвесно мора да се внимава на многу работи. Би апелирал, значи во смисла на едукација и прибирање на информација на самите родители за превентивата. Јас секогаш ја потенцирам превентивата како мерка кај секој еден човек воопшто, посебно кај дечињата, во смисла на правилна и добра и редовна хигиена. Во исто време правилна и редовна контрола со вашиот стоматолог
бидејќи на тој начин како што ја почнавме емисијата, дека доколку на тие дечиња кои што однапред немаат искуство со слични проблеми, им се овозможи да ја запознаат средината. Во исто време и на тимот на лекари, тоа е нешто што морам да го кажам, дека затечени на глобално ниво, значи тоа не е случај само со нашата земја. Не би земал инфериорна позиција во однос на другите земји, бидејќи ова е нешто што апсолутно зема големи размери во смисла на појава на проблеми, повторам проблеми, кои што се среќаваат во смисла на аутизам и слични аутистични или первазивни промени, бидејќи не секоја промена опфаќа целосен хендикеп. Имате дечиња со посебни потреби во смисла на телесен инвалидитет, каде што се друго е зачувано, меѓутоа они имаат проблем со движење и организација. Така да вие не можете или малку потешко да третирате дете кој што ќе дојде во инвалидска количка, а машините ни се оспособени за функционирање на друг начин. Значи постојат, само треба да се вклучат механизми и начини за портабл машини каде што тоа може да се решава, доколку има желба. Меѓутоа, иницијативата треба да постои од другата страна, секогаш. Сега кај нешто што сметам дека во овој момент апсолутно ќе биде поинтересно и чепнато буквално во суштината на родителите кои што имаат дечиња со можеби навидум, темперамент или хиперактивност, па нека е веќе со дијагноза на аутизам и слични аутистични промени, бидејќи таа состојба опфаќа состојби кои што опфаќаат перцепција, да речеме, во смисол немате директен контакт со очи. Тие дечиња реагираат самата сензитивност на одреден звук или светлост или слично може да провоцира реакција. Така да сето тоа треба, сметам дека моите колеги да бидат малку повеќе заангажирани, да првично сета таа литература е достапна на интернет, бидејќи не постојат воопшто стоматолози кои што се едуцирани специјално за таа намена. Знаете, имате специјалист ортодонт, имате специјалист орален хирург, меѓутоа нема специјалист за работа со деца со посебни потреби. Всушност, тоа е обука, тоа е работа на секој еден стоматолог, меѓутоа и должност и потреба да се надградува и желба за работа. Се враќаме на првиот момент, трпение и желба. Не сме магионичари, меѓутоа би требало да се потрудиме. Тие дечиња за жал никако функционира, знаете, со повторување, со репетиција на одредени работи и средба со луѓе. Доколку тие дечиња има возможено да во одредени услови во текот на денот кога може има помала фреквенција во нашите ординации, да доаѓаат, да се запознаат со сестрата, со асистентите, со начинот, можеби и одредени работи кои што апсолутно спомнав, превентивата ви е најбитна. Во смисла на премачкување, на флуорни препарати, на читкање правилно, на потенцирање на одредени проблеми, да успеете да ја поместите границата на проблемот патолошки, бидејќи расипувањето на зъбите веќе нам лично се случува можеби на 3 на 4 години. Каде што се враќаме кај одредена категорија на луѓе имаме заостанат психомоторен развој. Значи после тоа можеби, значи они остапуваат со година-две од своите врсници. Така да ако вие успеете да таа интервенција ја поместите за неколку години, тогаш вие всушност на нивната возраст од 8 години ќе третирате детенце на 5 години, каде што можеби ќе има можност да успеете нешто да направите. Сега, сета задачи на родителите, кои што повторам се апсолутно борци и се растрнати меѓу секојдневието, во смисла на основните вежби потреби на тоа дете што го има, во типот на дефектолошки и логопедски вежби и се што се опфаќа како третман. Често пати може да јас да потенцирам, пациентите не толку можеби свесно во моментот да прашаат, бидејќи овие дечиња често имаат вклучен одреден диететски режим во смисла на безглутенски режим и слични кои што нашите препарати дали содржат или не. Понов тренд е да одредени пасти и слично, нели, задолжително да стои. Меѓутоа, тоа се трагови кои што ние не можеме да одмериме дали ќе влијаат на никаков проблем или не. Ако родителот покаже иницијатива, ако навлеземе подлабоко во сето тоа, можеби да има успех, меѓутоа тоа за жал, пак ќе кажам, во целата приказна е минорен факт за сметка на основниот проблем и патологијата. Мора да се реши забот. Колку и да се трудиме, сега ќе свртам можеби практично реално ситуацијата. Јас верувам дека моите пациенти, сега искрено тоа ќе го кажам, моите колеги, стоматолози, искрено тоа ќе го кажам, не сме толку многу ајде искрено и брутално ќе го кажам, војни да земеме жежо камен во раце и секогаш се трудиме да го префрлиме на повисока инстанца или некој каде што очекуваме дека можеби е постручен од нас и едуциран. Значи сите ние сме едуцирани стоматолози.
тие дечиња се во некој свој можеби свет на видување, меѓутоа не се ништо поразлични од моите деца или сите тие што ни се нува. Треба малку повеќе трпение, повторам, барем малку ако има трпение и желба, тогаш за основниот момент превентивата секако дека ќе има успех. Верувајте. Лекувањето иде малку потешко. Зошто? Затоа што повторувам, кога вие ќе вклучите машина, правите дисторзија на целиот тој систем, така да нормално да постои вознемиреност. Колку вие да се обидете, значи тие дечиња со тој спектар често и всушност не може, тешко ја доживуваат самиот поим на игра. Они не можат да го сватат моментот на као божемски јас нешто ќе правам. Они секогаш тоа се искрени души кои што секогаш отприлика знаете на што сте со нив, кај нив нема лага. Они или ве сакаат или не ве сакаат, буквално ве гледаат и ве чувствуваат како човек, не како стоматолог, не како пожарникар. Значи ако вие дома работите и им успеете да ги доловите тие професии, може да гледаат другачи, меѓутоа прво ве гледаат како индивидуа. И вие не можете као на божемски дека нешто ќе правите. Сето тоа првин треба да го направите, бидејќи често и во третманот нивни се работи по основ покажи, објасни работи. Дали сликовито или практично, бидејќи во склоп на одредени системи АБА и слично, каде што се работи со сликички. Ако ги повторувате тие работи низ призма на слики, да кажеме со слика четка, паста, четкање заби, станување наутро, миење, тоалета, се што си доаѓа, сето тоа они ќе го прифатат. Така да повторувам, во однос на превентивата би постигнале многу. Ние стигнавме и до самиот крај, нажалост, на денешниот разговор. За крај само може ли да им дадете некој совет на оние родители кои што имаат дечиња со посебни потреби, чисто само како завршница? Апсолутно. Накратко. Да не чекаат многу, бидејќи за жал кај нас единствена институција која што реално и практично ги решава проблемите во смисла на расипани запчиња, во смисла на екстракција и заби, тоа е клиничкиот центар, каде што постои опција да под општа анестезија се сработи и кога ќе спомнете општа анестезија, почнувајќи јас како родител, кога во одредени ситуации со моето детенце требаше нешто да се направи, не ви е пријатно. Меѓутоа, мора да се направи иницијатива, да се појде, бидејќи се работи со закажување, не може инцидентно веднаш да се заврши интервенцијата, така да би замолил да сите тие првично се упатат, да направат преглед и план на терапија, за да имаат успех и помалку проблеми пред се самото детенце, а потоа и родителите. Да. Ви благодариме многу за тоа што денеска бевте наш гостин. Ова е навистина широка тема, овој пат времето ни дозволи толку, но верувам дека во следни прилики ќе имаме можност уште повеќе информации да дадеме конкретно кога станува збор за оваа проблематика. Ви благодариме. Ние продолжуваме понатаму. Во продолжение ќе ја погледнете репризата од емисијата Анализа со нашиот колега Сеат Ризвановиќ по 12 часот по вестите. Веднаш се враќаме назад во студиото со останатите содржини. Вие во последно време сте прилично активен на ова едно условно кажано хуманитарно поле и како